Подготовките за во училиште и спремањето на зимницата го прават месец септември, еден од најзахтевните и натешките месеци во годината. Подготвувањето за новата учебна година повлекува големи трошоци кои особено ги загрижува оние со минимални приходи. Така, според одредени пресметки, за целосна подготовка на еден ученик за во училиште, семејството треба да одвои најмалку 100 евра. Со овие пари, како што велат родителите кои не сакаат да зборуваат пред камера, ќе треба да купат ранец, тетрадки, училишен прибор, како и облека и обувки. Продавниците и книжарниците веќе се опремени со се она што им е потребно на учениците за новата учебна година. Еден ранец чини од 500 денари па нагоре, во зависност од квалитетот. Така, максималната цена на ранец која можевме да ја забележиме е 3100 денари. Понатаму, за моливи, разни боички и маркери, стила, линијари и несесери се трошат уште 500 до 700 денари. Учениците имаат потреба и од најразлични видови тетрадки и книги. Папките, кои учениците обично ги користат за некои воннаставни активности, се со цена од 200 до 500 денари. Од книжарниците во неофицијален разговор изјавуваат дека купувајќи цел училишен комплет, кој вклучува ранец и сиот потребен училишен прибор, семејствата од продавница излегуваат олеснети до 3500 денари. Дополнително, за облека, односно за маичка, панталони и обувки, се трошат уште 2 до 2500 денари. Или вкупно, за да се подготви ученикот за во училиште, од семејниот буџет се издвојуваат 6000 денари. Учениците во Македонија имаат бесплатно образование, но при тоа Министерството за образование ги обезбедува само учебниците за учениците од средните и основните училишта. За се друго што им е потребно на учениците, родителите се справуваат сами. За оние со подлабок джеп, сумата од 100 евра и не представува проблем, но за семејствата со минимален приход, бесплатното образование и не им изгледа бесплатно. Учебната година е на самиот прак. На учениците им останува да ги оправдаат вложените средства на нивните родители и семејства со добри резултати и високи оценки.